Не стивнуваат реакциите од јавноста откако владата им препорача на граѓаните како да штедат, иако нивните джебови се празни и одамна го допреа дното. Добар дел од граѓаните дури си играат и мајтап со овие владини мерки, барања, опомени, кои очигледно се далеку од реалноста. Прашуваат зошто, кога во Македонија има премногу министерства, неколку од нив не отпаднат и парите да се насочат кон граѓаните. Има премногу јавни предпријатија, разни агенции и слично. Сите тие имаат раководни кадри со шофери, секретарки, па дури и советници. Граѓаните се револтирани. Како може старите по 70 години да одат по скали? Само тоа нека одговори министерот. Како може 4 члена семејство околу каво тенџера да годи? Зашто да не се користи лифтот? Овие старите луѓе што не можат да идат преку 8 кат, 7 или кај живеат 10, кај не може да се качуваат ови. Сега, ако готвиме ние на мали тенџериња, ако се двајца дома да, ама ако се 5-6 души како ги готват? Алфа праша во владата дали планира да намали 2 до 3 министерства, но оттаму барем досега одговор нема. Колку за подсетување, актуелната власт уште пред неколку години најави дека ќе укине неколку министерства за да им се помогне на граѓаните. Инаку македонската влада сега брои вкупно 16 министерства, 4 вице-премиерски места и 40 органи на владата. Инаку граѓаните велат дека не е доволно само да се каже дека ќе се штеди, туку власта треба прва да почне и тоа од себе. Наместо тоа, надлежните дури им дадоа препораки на граѓаните да одат по скали наместо со лифт. Бойлерот да се користи само во ефтина тарифа, но и да се капиме со тенок мласо топла вода. Велат во текот на денот во летната сезона да се спуштаат ролетните и завесите на домовите. Има и совети за максимално користење на компјутери, полначи за телефони, како и готвење во помали тенџериња на помалите рингли на шпоретите.